Драги мои, еве не уште една емисија. Денешен мој гостин е Весела, која е управител, директор на Управа за заштита на културно наследство. Мислам дека многу малце знаеме и почитуваме тоа што го имаме како културно наследство, да можеме и да го прикажеме, а да можеме од тоа и да имаме бенефит. За почеток би те прашала колку ние како држава, иако имаме Управа за заштита на културно наследство, водиме сметка за тоа. Благодарам на поканата. Навистина ми е чест што имам можност да бидам дел од оваа ваша ценета емисија. Дозволете ми на почетокот да споменам дека Управата за заштита на културно наследство е орган во состав на Министерството за култура со својство на правно лице. И управата е орган кој што ги води управноправните постапки во врска со заштитата на културното наследство. Надлежностите на управата се навистина големи и обсежни и отфаќаат голем дел на ингеренции поврзани со заштитата на културното наследство. Би сакала да споменам дел од нив, значи Управата за заштита на културно наследство ги издава дозволите за археолошките истражувања. Управата за заштита носи решение за заштитно-конзерваторски услови. Конзерваторските одобренија исто така се дел од надлежностите на Управата за заштита на културно наследство. Тука е експроприацијата како битен сегмент за кој што управата дава мислења по однос на експроприираниот имот поврзан со културното наследство, легализациите, вршењето на стопанска дејност во објекти кои што имаат статус на културно наследство и во рамките на управата работи и инспекцијски надзор како посебен сектор кој што врши увид во делот на постапувањата, неправилностите, се со цел да даде еден тековен, правен основ како тоа треба да се регулира, дали станува за интервенции во делот на археолошките дозволи или на конзерваторските одобренија. Управата преку инспекцијскиот надзор врши надзор над овие постапки. И исто така би сакала да споменам, да не го изоставам и овој дел, во рамките на управата работи и посебно одделение за дигитализација на културното наследство како дел од самата управа. Голем број на надлежности кои што управата ги регулира согласно Законот за заштита на културно наследство. Кажете ми како нешто се прогласува за културно наследство? Значи, за да може некој е добро да го добие статусот на заштитено културно наследство, би сакала само да појаснам дека согласно Законот за заштита на културно наследство постојат три категории на културно наследство. Тоа е категоријата културно наследство од особено значење, каде што спаѓаат заштитени добра од исклучително значење и од големо значење. Втората категорија е културно наследство од значајно и третата е оние добра кои што се уште немаат добиено никаков статус, но се евидентирано културно наследство и за нив постапката е во тек. Сега би сакала да споменам дека првата категорија, која што всушност е и најзначајната, тоа е од особено значење, и како што спомнав, тука се заштитените добра од исклучително значење и од големо значење, подразбира најригорозни мерки на заштита. И тука спаѓаат претежно заштитени добра кои што се од исклучително значење, како што е, например, Охрид, како што е, например, Самуиловата тврдина, Старата Скопска чаршија, познати наши заштитени добра, Света Софија, Свети Пантелеймон. Тука е најстрог режимот на заштита и за да може да се извршат одредени интервенции
поврзани со овие културни добра, кои што, како што спомнав, нели, имаат највисокиот степен на заштита, тука Законот за заштита предвидува одредена процедура која што на крајот завршува со конзерваторско одобрение, кое што го издава Управата за заштита на културно наследство и кое што одобрение подразбира една обемна документација, значи започнувајќи од проект, извештај за извршена стручна контрола и на крајот управата носи и конзерваторско одобрение дали станува збор за реконструкција, адаптација, санација или било каква друга интервенција врз објектот, односно ние го тоа викаме непосредна заштита. Ме прашавте како се добива нели ова статусот на заштитено добро. Значи, се изготвува елаборат од овластениот субјект во Република Македонија. Под управата има 5 надворешни овластени субјекти, 2 во рамките на градот. Значи, станува збор за Завод музеј Охрид, Завод музеј Битола, Завод музеј Прилеп, Струмица, Штип. И 2 има овластени субјекти на територија на град Скопје, тоа е Градскиот конзерваторски центар и Националниот конзерваторски центар, кој што е за ја покрива територијата која што не е опфатена со овластениот субјект за конкретната географска територија. Од кога ќе стигне елаборатот во Управата за заштита на културно наследство, Управата согласно Законот за заштита, значи бара мислења од Министерството за животна средина, од општината која што е матична општина на самата локација на заштитеното добро, од Министерството за транспорт и врски. Од кога ќе заврши оваа процедура, оди на Национален совет, кога ќе се добие позитивно мислење со тој предлог, значи за одредени заштитени добра, владата носи одлука дека добива статус на заштитено добро. Значи една огромна процедура и огромен временски период додека сето ова да заврши, но тоа е законот кој што за да може да се стави во функција. Дали може да кажеме некоја груба бројка на заштитени добра што ги има Македонија? Тоа мислам дека не сме свесни дека имаме многу и дека сме богата земја со културно наследство. Управата за заштита на културно наследство води национален регистар и тие се ажурираат и се достапни на веб страната на управата. Значи, како што спомнав и на почетокот, зависи од категоријата кое културно наследство е. И навистина ги има многу. И во делот на исклучително, и во делот на значајно, и во делот на големо. Како што спомнав, преку тој регистарот, ние сме отворени према јавноста и секој може да погледне одредено културно наследство во која категорија и кој статус го има и врз основа на тој статус што го има се и мерките за заштита на самото културно добро, дали од прва, втора или трета категорија, за да може понатаму да постапува. И како што споменав на почетокот, значи во исклучително се оние најзначајните кои што претежно имаат статус на исклучително заштитено добро, тука се вклучува и УНЕСКО, тука станува пред се збор за цркви, манастири, археолошки локалитети, кои што се поврзани на некој начин со УНЕСКО, но во исто време имаат и највисок степен на заштита, значи Скупи, Кале, Скопска чаршија, Охрид, најпознатите археолошки локалитети, тука е Хераклеа, тука се останатите археолошки локалитети за кои што државата има донесено таков режим на заштита и тој степен на прогласување на културно добро од највисок степен. Колку тие културни добра се во рамките на искористување во смисла на носење на туристи кои имаат можност да го видат тоа културно добро? Ние како држава со нешто со кое што можеме да излеземе пред светот и да го представиме, тоа е навистина
културното наследство и навистина голем број од туристите кои што ја посетуваат нашата држава. Токму најголем дел од нив одат да ги посетат овие културни споменици. И не случајно со последните измени на Законот за организација на државната управа, Министерството за култура го доби овој сегмент, Министерство за култура и туризам, се со цел да се споат овие два сегменти од причина што нашата држава навистина поседува голем број на импозантни споменици на културата. И ние се бориме и во овој момент би сакала да споменам дека минатата недела Управата за заштита на културно наследство ја одржа и последната јавна расправа во врска со националната стратегија за заштита на културното наследство. И јас би сакала во овој контекст да истакнам дека поразително е тоа што во изминатите години од самостојувањето на Република Македонија до сега не постоел таков стратешки документ, каде што би можело да се детектира патот каде би требало да оди културното наследство во наредниот период. Бидејќи ние сме талкале, знаете, сиве овие години, сега ќе го валоризираме ова, сега ќе го ставиме под заштита ова, никогаш не сме имале точен патоказ каде ние како држава треба да се усмериме, бидејќи ваков документ, национална стратегија, не постоел. Имало многу обиди да биде донесен, но од различни причини документот стоел, дали не било обезбедена некоја дозвола или некое мислење, значи не успеал да документот сам по себе да биде донесен како држава за да може нели понатаму да се имплементира. И затоа со моето доаѓање во управата навистина тоа ми беше голем предизвик да направиме еден таков стратешки документ кој што ќе ни ги даде насоките каде ние ја гледаме државата во делот на заштитата на културното наследство во наредните 4 години. И веднаш после моето доаѓање формирав работна група каде што изминатите 2 години активно се работеше. Гледав да вклучам во работната група тоа да бидат луѓе кои што се компетентни во тој дел и во таа област, за да можеме да го исцрпиме и нивното знаење и подготвеност каде ние ја гледаме државата во наредните 4 години, бидејќи стратегијата се однесува за периодот 2026-2030 година и да ги дадеме насоките што ние како држава во тој 4 годишен мандат ќе посветиме внимание во делот на заштитата на културното наследство, а водејќи се претходно од тоа дека навистина некако како да бевме изгубени во тој дел и од тие причини и дојде до една ситуација каде што културното наследство, како што можеме да видиме дека дел од нив веќе е и во опасност, дел од него се распаѓа, да утврдиме акцијски план со финансиски буџет, кои се тие приоритети кои што во наредниот 4 годишен мандат би му се дал нели акцент за да може сето тоа да биде и нормално вклучувајќи го во сето овој дел и делот на дигитализацијата, бидејќи како што гледаме светот оди напред. Во делот на презентирање на можностите на туризам, јас Македонија гледам токму во тој културен туризам и да во тие културни добра кои ги имаме, кои луѓето едноставно ни нашите кои живеат во Македонија не се свесни дека ги имаме. На некој начин мислам дека многу мал во списокот што го гледав кај вас има доста згради, има доста дуќани кои се ставени под културно наследство и едноставно сметам дека и тоа сум го видела на лице место дека со луѓето кога доаѓам фали една табла во која зградата е од тој архитект изградена тогаш или дуќанот е за не знам за налани производство, ама сега веќе не е тоа.
мислам дека не само стратегија за што имаме како културно наследство, него како и со него ќе немам соодветен збор, како со него ќе стопанисуваме, многу битна работа. Во стратегијата, пред да ги дадеме приоритетите, прво нешто што направивме, ја скениравме ситуацијата, да речеме, денес. Да видиме што е тоа што недостасува и во тој дел морам да се согласам со вас дека навистина недостасува информативните табли, информациите, затоа што, како да кажам, сите одиме во странство и гледаме како функционира тоа, сега дури на некое повисоко ниво. Ние располагаме со, можам да кажам, непроценливо културно наследство, а туристите ги немаат овие информации. Доколку некој се интересира за самото културно добро, може да прогугла и да го најде тоа. Но ние сме тие кои што треба на тоа да им го сервираме како информација и се согласувам со вас дека тие табли, тие податоци од информативен карактер навистина недостасуваат пред секој објект. Лично сметам дека и туристички водичи специјализирани за културно наследство ние немаме. Немаме. И оние што ги имаме, тие се издадени пред неколку години, но не се ажурирани со, да речеме, нови податоци, нови градби, нови заштитени места кои што за жал ги нема во самата информација на овие туристички водичи. И тоа е тоа што ни недостасува и јас навистина се согласувам. И тоа е дел од стратегијата, дека ние во тој дел треба да се зајакне улогата на државата и локалната самоуправа, бидејќи најголем дел и од овие заштитени добра се наоѓаат и вон градот Скопје. Тука се најпознатите археолошки локалитети, еве, ќе го земам Стобие тука, Хераклеа е тука, Охрицо најпознатито, Кале, аквадуктот е тука. Да, и во тој дел навистина се офатени дел од овие мерки во националната стратегија. И сметам дека тука треба да се работи во наредните 4 години, што се однесува до градбите кои што ги спомнавте, а кои што се дел од споменичните целини. Би сакала да споменам дека Управата за заштита на културно наследство преку владата на Република Македонија во буџетот оваа година успеа да обезбеди финансиски средства и да ги стави во употреба двата музеи. Горе на Кале станува збор за Музеот на праисторија и Музеот на османлискиот период. И се надевам дека голем дел од гледачите и ќе се согласат со мене кога велам дека овие два музеи изминатите 7-8 години беа оставени на завод на времето, бидејќи самите објекти почнале да се градат непосредно после завршувањето на капиталните археолошки истражувања горе на Кале. Значи, тоа негде почнува 2008, 2009, 2011, 2012 година, кога почнуваат и да се градат овие музеи сосема оправдано, од причина што овие археолошки предмети кои што биле дел од овие капитални систематски или археолошки истражувања треба да го најдат своето место во некоја витрина, за да може, затоа што крајната цел на сето ова е да можеме ние тоа да го презентираме пред публиката, пред гледачите, бидејќи знаете изминатиот период додека работиме сега како управа на овие два музеи, секојдневно горе сум на Кале и навистина гледам голема бројка на посетители кои што единствено нешто ќе прошетаат покрај самата тврдина, но нема содржина. Немаат избор. Кале како проект Кале мора да има свој туристички мора да има затоа што само по себе може да биде одржливо. Од која причина бројката на туристи кои што го посетуваат Кале е навистина голема. Нека е по 20 денара влез, да, тоа ќе се врати. Само по себе со тие средства Кале ќе биде одржливо. Од другата страна, посетителите ќе добијат една поквалитетна информација, затоа што
освен нели она прошетка која што ја имаат горе на кале, ќе можат да влезат во музеите, да се запознаат со предметите кои што датираат од праисторискиот период па до османлискиот период, а кои што за жал изминатите 7 години, И дефинитивно морам да купат споменам некои дека издания. биле оставени во едни многу лоши услови горе Да, на кале. Дел биле во музеот на град Скопје, дел во Куршумлијан. Тие предмети треба да си го најдат своето место во двата музеи кои што се наменски за тоа направени и кои што еве сега можам и слободно да потврдам дека во првата половина на оваа година, значи некаде до крајот на јуни, ќе бидат ставени во функција и ќе можат посетителите да ги посетат, да се запознаат нели со содржината на самиот локалитет, самите предмети кои што ќе бидат дел од музејската поставка и навистина кале ќе добие една содржина која што сега недостасува. А овој проект во поширока рамка, во соработка со градот Скопје, ќе биде ставен и во рамки на Европска престолнина на културата 2028 година, бидејќи најголем дел од настаните ќе бидат одржани токму на кале. Има уште една за мене болна точка во Скопје која не е доволно искористена, тоа е Скупи. Неверојатно е да вие не можете да отидете да го посетите, не можете да видите дека некогаш постоел еден грандиозен град кој после земјотресот преминал на кале и доле во долниот дел и сега веќе наваму е префрлен. Град кој има свој континуитет, а ние едноставно не можеме да го пратиме. Ја разбирам дека се прават се уште таму ископувања, меѓутоа еден разглед, макар сабота, недела, да речеме, кога не се работни денови, да има подстручен надзор, да може да се види тој дел од Скопје. Се согласувам. Како и кале, така и Скупи изминатите 6 до 7 години не беше третиран таму каде што треба да биде. Може се правени и мислам дека имаше во изминатиот период некои мали археолошки истражувања, но Скупи како Скупи остана некако на маргините. Еден од приоритетите, како што спомнав за калето, ќе биде и Скупи, кој што исто така треба да доживее една ренесанса сега, за да биде исто дел од Европска престолнина на културата, како што споменав, значи освен кале, тука е и Скупи и поштата, значи зборувам за шалтер салата, која што треба да биде трансформирана во еден мултикултурен центар, бидејќи најголем дел од активностите поврзани со ЕПК, Европска престолнина на културата, токму треба да бидат во Скупи, на кале, поштата, не ги занемарувам и останатите значајни археолошки или културни споменици во кои што треба да бидат реализирани дел од активностите, но за Скупи тоа е неминовно, бидејќи се наоѓа во непосредна близина на градот Скопје, го нуди тоа што го нуди. За жал, многу малце финансиски средства биле одобрувани изминатите години и мислам дека тој дел сега, посебно во пресрет на ЕПК, тоа ќе добие една сосема нова димензија. Таму веќе се работи, ние како управа издадовме дозвола, веќе се работи во тој дел и сметам дека ќе треба да се одговори. Морам да напоменам дека тука и аквадуктот, кој е еден од трите во овој регион, и едноставно е запуштен и ја не знам дали ќе се може да во рамките на 2028 дојде таму да биде чисто, да кажеме, ај нека не се реновира, мада заслужuje реновирање. Конзервација... И еден убав пат по кој може. Вие немате табла како да стигнете до аквадуктот. Конзервацијата на арките на аквадуктот веќе се реализира овие 2 години со одреден буџет од страна на Министерството за култура преку годишната програма за финансирање на проекти од национален интерес.
Тоа е во рамките на Конзерваторскиот центар Скопје, а Управата за заштита на културно наследство е вклучена во делот на аквадуктот со навистина голема финансиски средства во делот на експроприацијата. Како што спомнав, и таму, да речеме, изминатите години многу малце, или да не речам, не е посветувано внимание. Во моментот во функција е уште еден проект на Конзерваторски центар, финансиран од страна на Соединетите Американски држави преку еден грант, во делот на видеонадзорот, осветлувањето и во делот на уредувањето на просторот. Тој е во функција затоа што и ние како управа сме вклучени во тој контекст. Зборам од аспект на издавање на оние потребни дозволи кои што треба да се завршат за да може и аквадуктот да биде дел од поширокиот број на значајни културни споменици каде што ќе се одржуваат овие настани поврзани со ЕПК. Така да се надевам дека ќе успее на време да се стигне за да може да се стави и тоа во функција, бидејќи се согласувам со вас дека во моментот, ако ништо друго, треба барем да се решат оние осветлувањето, јас би рекла, обезбедувањето и ставање во функција со некој пристапен пат за да може туристите нели да го видат одблизу и да тој заслужува да биде виден и без разлика. Ја последниот пат кога бев да не беше со генералка викенд чистењето. Не. Бев да направам фотографии, додека фотографирав, доаѓа сами, имаше од Бугарија, имаше од таксистот ги симна, па ме виде мене, Гортана ќе ви каже за аквадуктот. Лично сметам дека треба да има тамо можност, да има човек кој ќе ја каже приказната. Ја не знам колку е во сегашнава состојба можност и да се наплати. Тоа е основната работа, да тој може да функционира, да има луѓе да се чисти, да се пази, да може да се купи сувенир кој е направен, некој аквадукт да се понесе. Сепак е тој еден од трите на балканските простори. Таму приоритет, како што споменав, е прво да се реши делот на експроприацијата на имотот. Тој државниот не е проблем, проблем е приватниот имот кој што е најблизу до арките, за да може да продолжи понатаму конзервацијата на дел од арките. И тука интензивно работиме, бидејќи како објект кој што се наоѓа во непосредна близина нели на градот, е доведен во таа ситуација во кој што е доведен. И затоа и споменав дека посебно место е дадено во националната стратегија токму на тие заштитени добра, како што е аквадуктот, калето, скупи и останатите кои што треба да го добијат нели она место кое што го заслужуваат, се со цел нели поголема презентација пред странските посетители. И отпочнати се овие чекори, како што споменав, значи управата минатата година поднесе информација до владата за обезбедување на финансиски средства да се решат нели оние имотно-правни односи кои што се итекако битни за да може нели да продолжи процесот во делот на конзервацијата на аквадуктот. Дали управата има соработка со туристичкиот сектор? На некој начин да тоа правилно се насочи, да правилно се рекламира. Лично сметам дека Македонија е број еден, да не кажеме со богатство, културно богатство, и дека тоа треба на некој начин да се усмери на правилен пат и правилно да може да се презентира. Управата како орган, кој што споменав, пошто е нејзината надлежност да ги води управно-правните постапки, сепак преку секторот за меѓународна соработка е во контакт со одредени партнери, се со цел нели промоција на културното наследство. И единствената нејзина улога во тој дел е презентација на богатото културно наследство на оние познати саеми надвор од државата, каде што преку
издавачката дејност нели издава публикации поврзани со археолошките локалитети, поврзани со црквите, манастирите и така натаму и ги презентира надвор од државата. А тука е во постојана соработка со Завод музеите и учествува во тој дел, значи се со цел нели поголема презентација. Друга улога нема, значи тоа е единствената нејзина улога и се трудиме максимално да ја користиме. Еве, изминатата година во Италија на најпознатата медитеранска изложба, позната како археолошка берза, управата го презентира богатото културно наследство, се со цел да привлече поголем број на туристи, но сепак оние ингеренции остануваат во рамки на Министерството за култура преку нели Завод музеите во државата. Не може да наплаќа, не може да го презентира, не може да учествува со стручен кадар да тоа го донесат, него нејзината главна улога е да ја води нели она што го споменав, управно-правната постапка. Јас зборувам исто многу често за тоа наплаќање, тоа може би грубо звучи, меѓутоа тоа е начинот на финансирање и одржување на сите тие објекти. Тоа е нешто што неминовно треба да се спроведе, барем по мене. Од друга страна спомнавте саемите, мислам дека во Рим има саеми на цркви и манастири. Ние никогаш не сме учествувале на тој саем. Да, во Рим не сме, во Пестум во Италија, тоа е таа археолошка берза која што ја споменав и на која што управата изминатите 7 години континуирано учествува, бидејќи веќе имаме воспоставено поблиски односи со организаторот. Пестум е најпознатото археолошко место во Италија, во непосредна близина на Салерно и на Наполи, каде што навистина презентираат голем број на установи, министерства, асоциации, се со цел да го доближиме нели културното. И навистина е многу посетен. И минатата година бевме и 7 години поред управата е таму присутна со едици, присутна со како што споменав, со оние книги кои што се дел од незината издавачка дејност и таму се презентира. Постојат уште неколку такви, како што го спомнавте и ова во Рим, има престижни саеми за презентација нели на културното наследство и во Франција, во Лувар, и таму управата има неколку години земено учество, во Русија, во Сан Петерсбург исто така. Но да речеме зависи од буџетот на финансиски средства колку ги имаме, за да можеме да одлучиме каде оваа година би можеле нели да го презентираме и исклучиво го презентираме преку промоција. Тоа го правиме нели во соработка со Министерството за култура и одредени невладини организации кои што во таа пригода ни отстапуваат одреден материјал, дали се тоа карти, дали се тоа некои дигитални брошури или можност самите посетители да истражуваат преку тие културни точки, самите да ги водиме од археолошки локалитет на археолошкиот локалитет, бидејќи и ние како држава нели стремиме во тој дел, во таа дигитализација, како што споменав дека тој сектор нели работи во рамките на управата, да можеме тоа на еден пософистициран начин да го презентираме. Нови Сад, ако не се лажам, 2004 беше град на културата и во тој период од година дена има преку 4000 манифестации. На кој начин и како е организирано тоа да ние имаме толкав, да не кажам, број на манифестации кои ќе ја презентираат нашата културно богатство, нашите манастири, цркви, археолошки локалитети низ Скопскиот регион, а мислам дека еве згради кои се, да речем, исто така културно наследство за кое никој едноставно мислам дека 99% граѓани да прашате не знаат дека се заштитени. Организацијата на манифестацијата Европска престолнина на културата е во рамките на градот Скопје. Заедно нели со Министерството за култура. И минатата недела се одржа нели меѓународната конференција во врска да се споделат искуства
со останати општини кои биле дел од таа манифестација. Беа представници од Италија, од Матера и останати други, мислам дека и од Црнагора имаше, градоначалникот беше да се споделат искуства како тоа и кои се тие работи на кои што треба навистина да се обрне најголем дел од вниманието за да може достојно да се презентира државата. Ова бара голема организација, да, и среќа што имаме уште 2 години, па можеме да... Да, тоа е веќе блиску, многу блиску. Блиску е улогата на управата во тој дел е, како што споменав и предходно, да ги стави во функција. Претежно зборувам тука за Кале, единствено Кале е тој локалитет кој што управата ќе успее да го заврши и да го стави во функција. Поделени се надлежностите, тука е Министерството за култура, тука е градот Скопје и јас се надевам дека ќе успееме достојно да одбраниме титулата, иако навистина ќе треба многу работа, информирање, бидејќи сме во тек со активностите кои што градот Скопје ги спроведува. Би сакала да споменам дека знам дека е објавен некој конкурс на кој што може да аплицираат разни асоциации, невладини организации, институции за проекти кои што би биле дел од оваа организација Европска престолнина на културата. И сега јас би сакала тука да кажам, ако имаме ние што да покажеме, а имаме, ние само треба добро да се организираме и да можеме сето тоа стратегија на која што може да излеземе. Тие година дена да се знае каде што може да се посети, да се направат различити програми. Она што мене исто многу ми фали, тоа се можности на сувенири. Ние немаме квалитетни сувенири кои тоа е многу важен. Ја пренесува приказната и намамува да дојдат нови луѓе. Така е. Постоеа, се надевам памтиш во минатите години оние сувенирници кои што беа дел од проектот Скопје 2014, кои што за жал сега не функционираат. Сега единствено колку што имам информација, а бидејќи сум дел од таа фела, знам дека сувенирниците се претежно во самите музејски институции и кои што навистина добро работат, но се согласувам дека такви сувенирници недостасуваат на секој археолошки локалитет, на секоја споменична целина, бидејќи каде би отишол освен кај уличните продавачи, еве долж старата Скопска чаршија, на друго место. Тоа се неквалитетни. Неквалитетни, да. Една друга приказна мене многу ме боли, тоа е Адамот Говорлев. За мене лично 2008 би требало да биде под негова да биде тој кој ќе ја презентира, ќе го презентира Скопје 2008. Точно така и така ќе биде, бидејќи од информациите кои што ги имам. Браво. Значи музеот на град Скопје преку Адамот Говорлево е дел од проектот Скопје, ова Европска престолнина. Мене ми е жал, не заживеа таа фигурина како нешто што е уникатно. Што го имаме и на кое би требале да бидеме горди. Ние треба многу повеќе да обрнеме внимание токму на тој дел, зборувам на предмети кои што се поврзани со нашето културно наследство и тоа да можеме да го експлоатираме и да го дадеме на публиката, на гостите. Навистина Скопје епак нема да биде проект во трајање од 1 месец. Значи цела 2028 година ќе биде град на културата каде што континуирано ќе има манифестации кои што па од другата страна треба да донесат бенефит и на градот и на државата, да привлече што поголем број на посетители кои што би дошле да
да ја посетат државата и да се запознаат со... Ке има ли некој изработено лого или нешто што ќе Сигурно, биде да. препознатливо? Затоа и спомнав, сепак тоа се работи кои што не се во ингеренција на управата, него во ингеренција на градот Скопје, но секако тоа ќе биде Го проект. почнавме муабетот околу... проект вреден. Мислам дека повеќе треба да се зборува за 2028 и дека некако таа се доближува, немаме осет дека нешто се случува. Да, се согласувам. Одрежјаме предупредуваат дека разговорот треба да го приведеме при крај. Мислам дека има многу да се каже за тоа. Едноставно, мене лично непрепознавањето на Македонија како култура, како нешто што е богато со многу елементи кои едноставно ја кажуваат историјата на ова постоење овдека, недоволно е и презентирана и можност да се знае повеќе за него. Дали тоа имаш искуство со саеми во странство, со посети во странство, со луѓе кои доаѓаат овдека, какво е твоето чувство околу тоа? Се согласувам со твојата констатација и сметам дека местото на културното наследство во државата треба да добие повисок пиедестал. И тоа беше една од причините да го изработиме тој стратешки документ, каде што точно преку патоказ би ги дале приоритетите кои се и на државата, и на институциите, за да може сето тоа да го надминеме и да можеме да се презентираме во едно поинакво светло. И сметам дека токму прв чекор, каде што тоа државата ќе го покаже и ќе го презентира, е 2028 година. И сметам дека поголем акцент треба да се стави на тоа и еднаш за секогаш да сватиме дека културата е нашиот идентитет, преку кој ние можеме најдобро да ја презентираме, нели, државата надвор. Јас се надевам дека тоа навистина ќе биде така, бидејќи Македонија заслужува да биде препознатлива по нејзиното културно наследство, бидејќи го има и едноставно многу држави би ни завидуваат сигурно на тоа што го имаме, а не знаеме да го презентираме. Се согласувам. Драги мои, тоа беше денеска се. Јас се надевам дека културното наследство нема да биде само збор, него ќе биде нешто многу повеќе од тоа, бидејќи заслужува.